Радовишките производители на сливи денеска го блокираа патот Радовиш-Струмица незадоволни од откупот на сливите. Револтирани се од ниската откупна цена и поради тоа што досега Министерството не презело ништо за да интервенира и да се подобри пласманот на ова овошје на пазарот. Незадоволни од немањето откуп на слива, се решивме на овој чекор да го блокираме патниот правец како би може да го скренеме вниманието и на јавноста и на надлежните институции дека родот наш скапува по нивите, нема откуп, а голем дел од овие луѓе екзистираат единствено од слива, таа им е единствено средство за живот и се принудени на овој чекор. Откуп нема никаков, тотално е стопиран откупот на сливата, ниеден од пунктовите не работи. Решението го гледаме преку помош од ресорните министерства, Министерството за земјоделие, евентуално да преземат мерки да се интензивира во идниот период откупот на сливата или евентуално договорените работи вчера со представникот од Министерството за земјоделие да се реализираат. Дел од сливата да оди како за откуп, дел во индустријско производство, за индустријска преработка. Мислам дека сливата е при крај и за една седмица ќе падне сето на земјата. Околку не биде откупена, треба се истресат сливите на земјата и да... Јас сум веќе 70 години човек. Возраст. Мислам до сега не е имало таков откуп до сега. Скажа и ветова дека ќе биде подобар живот, не подобар живот, полош живот испана. Ние не можеме што сме фарлиле по 1000-1500 евра пари, наши готови, не може да си собере нашите пари. А пак камоли да живеем до година. Ако мислят на тај начин да живеат, они да правят на нас земјоделците и да не лажат, нека се откажат така неспособни. Мислимо тоа поарно нема. Протестот се одржува по вчерашната работна средба на представници на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со производителите и откупувачите од Радовишкиот регион. На средбата од Министерството истакнале дека ќе интервенираат во откупот како и за доматите и бостанот.